Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Се врши политичка хајка врз луѓето учесници во настаните од 27 април. Нашата партија сочувствува со повредените пратеници од 27 април и не се согласува со насилството. Но во ситуација кога од затворите се ослободуваат тешки криминалци, извршители на тешки кривични дела, трговци со дрога и оружје, сметаме дека е неправедно било какво гонење на лицата учесници во немирите од 27 април. Сведоци сме како Социјалдемократскиот сојуз при самото доаѓање на власт воспостави целосна контрола врз судството и обвинителството и започна да ослободува криминалци кои биле обвинети за тешки кривични дела. Социјалдемократскиот сојуз, впрочем, го ослободи Агим Красничи, човек кој во 2004 година под опсада го држеше цело Скопје и беше затворен за цела низа на тешки криминални дела. Социјалдемократскиот сојуз го ослободи Бајруш Сајдију, кој е осуден за редица тешки кривични дела. Исто така го ослободи и Велија Рамковски, кој беше осуден на поголем број кривични дела, како и Сеад Рахиќ, добро познат како брат на екс-пратеникот на Социјалдемократскиот сојуз Есад Рахиќ, кој беше осомничен за растурање и продавање на дрога. Згора на сето тоа, владата на Зоран Заев дополнително превзеде обврска преку тиранската платформа за ослободување на обвинетите во случајот Монструм. Побара укинување на судската извршна пресуда против лицата кои извршија убиство на 5 млади лица на Смилковското езеро, случај кој е добро познат во македонската јавност како Монструм, чие судење и пресуди завршија не само пред кривичниот суд, туку беа потврдени и од апелациониот суд. Доколку владата на Социјалдемократскиот сојуз на слобода пушта затвореници кои се обвинети за тешки криминални дела, тогаш не би било пречка и да ги пушти на слобода и лицата учесници во немирите од 27 април. Почитувани граѓани, поради сето тоа, извршниот комитет на ВМРО ДПМН покренува иницијатива за итно и неодложно ослободување на лица кои извршиле одредени законски прекршувања во инцидентите пред и во парламентот на Република Македонија на 27 април 2017 година. Ви благодарам.